Клекни на подлогата. Колената заедно. Стапалата од двете страни на кулковите. Седи меѓу стапалата. Карлицата на подлогата или на блок, ако не допира удобно. Провери ги колената. Нема болка. Ако има притисок, постави перниче под карлицата или меѓу листовите и бутовите. Провери ги глуждовите. Прстите гледаат наназад. Надворешните рабови на стапалата тежат рамномерно. Исправи го трупот. Продолжи го рбетот нагоре. Постави ги дланките зад тебе. Прстите гледаат нанапред. Полека почни да се навалуваш наназад. Оди чекор по чекор. Спушти се прво на подлактиците, ако е удобно. Ако нема болка во колената или долниот грб, продолжи да се спушташ. Спушти го грбот на подлогата или на перниче, блок или болстер. Главата спушти ја последна. Вратот е долг. Ако главата не допира удобно, подметни перниче под неа. Провери ја карлицата. Не се подига. Долниот грб не се притиска со сила. Рацете постави ги покрај телото или над глава, што е поудобно. Рамената се тешки кон подлогата. Градите се отворени. Диши мирно. Без напор. Остани во позата. 5 до 8 длабоки вдишувања. Со секој вдишување, почувствувај простор во градите и стомакот. Со секој издишување, омекни ги колковите и бутовите. Не форсирај. Ако се појави болка во колената, глуждовите или долниот грб, излези веднаш. Излез од позата. Полека подигни се на подлактиците. Со помош на рацете, врати се во седечка позиција. Испружи ги нозете напред. Нежно протреси ги. Одмори еден здив. Кратки корекции. Ако колената се чувствителни, секогаш користи блок или болстер под грбот. Ако глуждовите болат, подметни ќебе под нив. Ако долниот грб се притиска, зголеми ја поддршката под трупот. Оваа поза никогаш не се прави со сила.